sluči koga daje, može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema, što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, narva treba gore mene, samo umo sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moja ma život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj v lice, ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Друг път, во некоја по-релаксирана атмосфера, ќе ви објаснам кој сум и што сум. Ке се видиме. Јас мислам дека друг пат нема да се видиме. Бе, како си можел? Само животните така се однесуваат. Многу ви благодарам. Комплименти, а? Што му направи? Мокнав 2-3 и толку. Колега, како е пациентот? Добар е. Добар. Избега. Што? Со 3 искршени ребра? И мислиш, Милка се уште те сака, а? Ме сожалува. Сака друг. Те сака тебе. Боле, кој не го знае Бошко Долнодупенец. Джемс Дино Долнодупени. Опа, така? Светско швалериште, свате. Еле, мајче. Бошко Швалер. Господјо, само колку за информација, јас работам во хотел. А хотелите знаете што се? Рајче за такви швалеришта, како Боле. Ти да не ја замеша ова работа, а? Да. Да. Кој друг? Како не се сети? Станувај пачаврен. Станувај, станувај, ќе те убијам, ќе се операм како кокошка, ќе те врн. Ти мене ќе ми го подпикнуваш, мори, пачаврено, мрж да те нема! Ќе те убијам, мрж да те нема! Раката знае да го одбере вистинскиот свет. Почувствувавте нешто? Да. Топлина. Одлично. Тоа е знак дека добро ќе соработуваме. Ама јас... Молчи. Цветовите се убави кога молчат. Конците ги држам јас. А Живко? Како што гледам, тој ги држи куклите. Господјо, пардон, господице. Реклама не ни треба.
Па ние со вашиот партнер се договоривме за долгорочна стратегија и... Ги знам сите долгорочни стратегии на батета Живка. Ти, Живко, добар си? Абе, остави ме, зап ме боли. Дадичка ќе те излекува. Да го вадам? Немој ќе се искомплексирам. Сега ќе ве носиме на едно специјално место. Не, ништо не прашувајте. Одиме? Што е тоа што така упорно ми го даваш? Господи. Твое. Не знам што да речам. Молчи. Илка, Те молам. јас... Си запнал како смири се, моите треба да дојдат. Ама зошто си ваква сега? Малку се отпуштам, ти... Зошто се однесуваш вака? Табиет. Јама табиет. Прв пат додам волку долго со некого. И малку сум подисплашена. Од мене. Онака, утре заминувам за Канада. Мислиш дека мене ми е лесно? Се чувствам многу глупаво. Како тоа глупаво? Па ако ти кажам, ќе се смееш. Нема, кажи ми. Ми се плаче. Немој, знаеш дека јас сум поголем плачка од тебе. Те сакам. Колку? Кај баба ми в село децата кога си играат маж и жена велат: те сакам колку што има камчиња на земјата. А јас тебе те сакам колку што има камчиња над земјата и мравки под земјата. За 2 недели заминувам за Лондон. Знам. Нели се договоривме дека нема солци? А? Во долнодупени плачат само лозовите гранки кога ги кастрат. Секој ден ќе ти пишувам по едно писмо. Има ли некој дома? Каде се луѓето? Сузе? Плачеш? Леле, мајко, значи некој го убил? Кој го убил? Што зборуваш? Па блажета, леле, од работа ми надостапет, леле, колку тежи. 2 дена го нема дома да се врати. Кажувај ако нешто знаеш. Смири се. Како да се смирам, Сузе? За Блаже ништо не знам. Јас и Владко... Владко, извините, молам. Ништо. Никој ништо не знае како в земја да пропаднал. Добро да смири се, ќе смислиме нешто. Што? Се јави в полиција? Не, не ми текна. А внукот? Тој е со баба му. Сузе, многу ми е тешко, помогни ми да... Од статуетката. Добро, смири се, не сака мама и тате да те видат ваква. Те молам, смири се. И тој не е дете, ќе се врати. Нема да се врати. Владко, те молам, оди се и ќе се видиме вечер. А мене? Значи, колку е фино овој... Ајде во дневна. Опа! Убајни, бре, од кога не сме се собрале сите вака заедно, бре. Блакче, убаво што дојде. Утре Сузето, нели, ни заминува на пат за Канада. Така. Каде е внукот? Со баба му. А вие со зетчето како ја терате работаван? Дипломира, не честеше. Бре, 10 испити јас му положив. 7. Тато сакаше да ве носи на вечера, Немаше време. Ид на работа, нешто. Аби адвокат ќе го направи. Се шегува, тато. Да сте здрави, жени. Денеска на работа. Де, што се случило нешто? Глупости. Оп.
Да не суредихте некој, мајке? Немавме конци, инаку. Ого, конци, ако Мамо, има. какви глупости на работиновте? Некој побегнал од кај жената, кај љубовницата. Го фатиле голф кревет. Така го изнатепале. Го однеле во државна болница. Модар како модар патлиџан. Тој! Кој? Блаже мој! Ајде, бре, туку треси зелени тука. Тато, 2 дена го нема дома да се врати. Како би го нема 2 дена? Добро. Полека, ке смисли тато нешто. Полека, без паника. Вола. Требаше на време да го суредиме, ама. Ти си виновна. Ама пријатно ми го направивте одењево за Канада, алал да вие. Не можам веќе да го гледам овој циркус. Тата, јави се во полиција? Да. А и ти среди си ги работите и не малтретирај. Така лесно се средувале. Да, така вие, тато Живко која кажуваше, која зборуваше. Вака блакче, вака сузе, ништо од сето тоа. Што јас, она? Добро. Ало, полиција, добар ден. Се извинувам, грешка. Пријатно. Добар ден, дедо. Дојдов. Абе, зетче, бе, добре ми дојде, бе. Бе, алтан тенекен, бе, убав тој, бе. Дали имаш чуено за оној Касиус Клеј, бе? Ајде сега, дедо, немој, остави, еве, признавам, грешен сум. Грешен, а? Грешен сум, признавам. Абе, зетче, бе, шо грешен, бе, да се сгрешиш од думот и од абарот, бе. Шо сгрешен, бе? Ама дер ми признаваш, одбери си самиот едно место, па ќе ти акнам една... Такво место, дедо, нема на мене. Полека. Убав тој. Дедо, ти не знаеш како тепат ако те фатат на... Абе, попара ме направиш. Попара пратам. Ама гледам, зече, нешто носево, носулево ми ти е здраво, така. Здраво ме носево, кој ви кажувам јас. Ајде, фрле, ајде. Можете, кажлеј, на. Ке ти кажам јас тебе, ке те научам како се играт патушкото. Ајде бе, игри. Ке играш. Опа, тушеш, бушеш, мушеш, фушеш. Ама ти како да не мислиш со сите во последно време? Шо е работава? Те лево, те десно, те не можам крајот да ти го најдам. Абе, шо смисла има тој твојот живот? Песија човек си. Шо ти стана наеднаш? Ајде игри тука. Ништо не ми стана, ништо. Ке ти кажам ја сега, пази. Оп, Дуј се сега, дуј се, ке се надуеш, убаво ке ти кажам. Ти ќе се надуеш. Туку, шо е работава? Дрва еден куп зад куќа, па парно човеков намести и то на струја. Каде, море? Слушај, дури не ми замириса на дапче. Ше ти избарувам ја. Пука, бати зимата, не е зимата. Еми шо клаваше, море, парно тогаш. Ај шминка за комшите. Мислат, бате, боле, нема пари, нема ова. Мало, ајде. се пентифлузираш, мало, ајде, играј, ке ти кажам. Ке ти кажам. Ма ајде, фрлај, шо чекај се, ко да си килав. Не викај бе каков килав. Туку слушај, двајцава ќе да сме килави, утре зараче, братче, и право во државна болница. Таму ќе ни кажат кој е покилав, дали е килав и така натаму. Опа, пенџери, отвори го, пенеджерче, тоа бе, ќе играш, ќе Мака си играш. имам голема. Нема, од кога го пуштив малиот во Лондон, ми се јави вчера по телефон, и се скапав плачење. Солзи крокодилски толкари. И детето го растревожи. Нормално. Не можеме да избегаме од то селското, бе. Тука да ни се децата, па тука. Да ни бе, нека шета таму ни светот, кај сака, нека оди. Еми, шо плачиш тогаш? Нека шетат, токму нека шетат. Шо И мене сузето ми се јави и јас. Солзи ко кафтици ми се тркала. Маж се правиш, мажи се правим. Не, дери се да не слушни, некој ќе се смеат со нас. Ќути тука. Што е бе сега? Ај. Опа! Тука си, а? 100 години го обркам, од бај го фати. Тука си, а? Не плаши се. Ајде, кажувај, зошто си, кој си, од кај си? Против кого си?
И така, се што треба. Кажи. Гукни малку, гукни, кажи, ајде. Гукни. Абе, слушај. Гукни ако не можеш да гукни. Абе, колку време не малтретираш? Абе, имаш во главата ти или немаш? Абе, ако е дојдено до тука, земи една бомба, фрли ја, ќе се куртулиме ние од тебе и ти од нас. Абе, бре, туку да не е вработен во ЦИА, па го испратиле ти овдека? Види, кажи, море. Батка. Абе, шо батка, ако ме... Знаеш ти како се коли кокошка? Кажи му, бате, боле. Братчето, Наќу тук, се кирчето. Хајд, крвишта. Хајд, со здрави. Хајд. И последна желба имаш. Една чашка ракија да ти бувниме. Само една желба. Нема три, една. Ајде. Не бе, го голтнал јазикот. Овој ќе не збудали нас. Ова е страшна работа. Абе, чекај. Сега, пази ова. Ке си го земе вака, види го колку е убав. Ке си ојме право... На ветеринар. Абе, како ветеринар? Достава ти. Нели, кокошката. Кај со здрави, шо ветеринар? Право кај бате Коле. Ке му удрите на машинка, вака, швр. Стрижење, бричење, без пари. Со бричот малу ќе го подотерат и Белким ќе заличи на човек. Таму бате Воле. Ајде, но... Нема ми ти имидж. Кај ти газдата? Ало, бате Коле, стани, бате Кале, стани. Шо е, бе? Коле. Шо е, бе? Поле. Поле. Кротко, бате Коле, кротко. Се гледат одма од кавадарци, нека си. Шо се плаши? Бате Колче. Дојдоа бацињата Дупенски. Ја вртит на мајта подма. Море, абека, од планината сте се сигнале да го ебам. Нам, Не шо личите, бе, шо е ова? Шо бе наша личиме? Слушај, ај, што не си стрижал овци. Ама дали си бричал петли ти? Петли овци, Петли. Еби има ли од нас поголеми овци, бе? Опазе, од кавадарци па опазе. Чекај, бе. Шо чекај? Кој би вие? Наш човек, Не се бе, не плаши се, бе. Не е од кавадарци. Не е од кај тебе, бате Коле, не стрижат во кавадарци, таму само фенилат. Па кај се ради бербер во од кавадарци. Чекај, ости го ти. Таму луѓето не се стрижат во кавадарци. Не се стрижат. Шо, абе, дојдоте ви да ме заебавате ли? Не. Како не? Озбилен случај имаме ние. Чекај, имам чуено нешто. Абе, имам слушнато за едно село, како го вика, абе, ичне ми текнуе да го ебам. Горно, ама издупено било. Има така. Има. Ама тие се перверзни да ги ебам. На здравје, бате Коле. На здравје. Ајде, слушај. Ајде, стрижи го човекот, немаме време. Ајде, стрижи го, плаќаме во кеш, ајде. Седи бе, катаро една бе, седи бе тука. Шо не најде со тебе бе. Види го шуба бе. Бате Коле, земи ножиците сега и тракатак. Зошо немаме време. Време немаме. Ајде. Немате време. Да, немаме. Добро. А приказката ја знаеш со залавот и магарето? Знаеш приказката или не? Не. Да, не те знајде, бате Коле. Истиот случај. Мртни со врата да видам? Лево, десно. Можда ќе се укочиш попосле. Ајде сега ножиците. Ајде, сечи. Со Дупенци нема заебанција, брат, се гаранција. Односно се е со гаранција. Ајде. Ајде, мајде. Ајде. Абе, вие не бил за кај мене. Вие имал мобилна коса. Ај. Драги бе? Археологот Дупенски. Драги бе? Драганчо, ти си? Гугли море нешто, а кад, види го.
Дели си го касна јазикот, море, еј. Вител ми беше во Америка, бе. Откај? Вие тен биле откачени. Доста, бе, куче, доста, драги, бе, еј. Абе, да не ископа некоја фараонска гробница во Дупени, бе. Еј, драги наш. Па не зборви никад. Абе, бати. Абе, кажи некој збор, бе. Вертикално. Маргарита. Маргарита. Така ти е која си имаш умна, учена жена. Немаш мака. Овој уште го нема. Да не се удавил вкада. Да, Рита. Абе, какво давење. Ние дупенци не си го миеме само телото. Ние си ја миеме и душата. Да. Понекогаш се чувствувам. Вчера се јави Сузе од Торонто. Здраво, мамо, како си? Дај ми го тато. Јас како да не постојам. Ајде сега. Како да не. Но размисли малку околу ова за миењето на душата. Не е исто да се миеш однадвор и однатре. Така? Француски морепловец. Оди види што стана со човекон. Абе, кажи овде француски морепловец. Не можам. Може му се слошило. Абе, ништо не го котори. Какво лоше. Еве го ја. Денеска сум поарен. Си? Ај почист. Може едно кафенце? Може, без шекер. И за мене едно, ако... Синоќа, насон. Јас, ти и лилето на оној. Мамбе. На митрета од до чешмата што имаа куќа. Лилето велиш. Кое беше то лилето? Да бе. Едно многу убо. Со плетенчиња кој иконче. Абе во чаша да го пиеш. Така, го знам. И? Многу ја сакав. Јас бев прва година на студии, таа заврши средно во Битола. Да. Средно економско. Се сеќава. Остана в село. Се вработи во задругата во Љубојно. Благајничка. Да, знам. Ме чекаше да завршам факултет и да... Знам. Си ја оставил трудна. Абе, ајде. Трудна? Знаеше дека се сакаме. Крив сум. Кафето е готово. Рековте дека помалата ќерка ви е во Канада, во Торонто, а постарата мажена, така? Да. А имаме и внуче, Живко јуниор. Нека ви е живо и здраво. Канада е убава земја, а Торонто прекрасен град. Драги, твојата приказна ме потресе. Навистина. Па цела ноќ не спиев. Суштината на сите приказни е некаде во младоста. Некоја беззначајна работа, случка, настан, ви го тркалаат колцето на животот. Зошто не остана во Америка? Уште не знам, но ќе откријам. Се надевам. А кога дојде овде, не можеше да се вработиш? Како археолог? Мојот патриотизам погрешно го разбра. Не знам.
Може би свесно сакав да живеам онака како што живеев. Епа, братче, драгче, мангупите дупенски се снајдоа во Скопјево. Куршум не ги дупи. Тоа ќе видиме. А дека се снајдоа, се снајдоа. Јас бев честниот, чистиот и умниот. Тие беа нечестни, нечисти и неумни. Уживаа да газат по достоинството на другите. Зад нив остануваше пустош и понекоја трудна. Живот? Живот, бате, драги. Туку гледам јас, не ти се излегува тебе. Ке појдам до кај бате Бошка. Имаме некоја И ке работа. не оставиш сами со твојата сопруга? Ау, да бе. Видиш, на тоа не помисли. Да. Ние сме честни, чисти, умни. Така беше? Шо бараш ти го недел овде? Ме викна твојот партнер, Чичко Бошко. О, ова со Чичко ти е страшна работа. Читано дете, бе? А каде е тој? Ќе дојде тука некада. Кафето е негово. Ми требаше веднаш. Ха, ако не заглавил некада. Знаеш да гледаш на кафе? Така. Аматерски. Аматерски, ама аматерски терски е многу сладко и убаво. Але ти кажа кај отиде бате Бошко? Не го прашав да? Аби доста вртиш по тие дефтерите тука. Вие денеска сте многу нервозен. Дај ти ми го филџанот. И што има, бе, лиле моje пиле? Има. Дома имате душман. Тоа го знам. Го гледате? Го гледаме. Што е сега, бе? Ива и вашата сопруга. Мам, бе, каде е? Ива овде. Ива. Да, бе. Со нож. Нож? Аха. Абе, жолската ми ја пукна, бе, каков нож? Касапски. Касапски? Аха. Во голема кашаста. Есме. Ами чаре? Ами чаре? Сепак работата излегува на површина. Така е, лиле моje пиле, така е. Абе, кај си досега, бе, фала Богу што дојде, бе. Пи! Најде она што ти реков? Повелете. Мораме да разговараме. Чупче, слободно си. Кажи, бате Живко. Шо кажи, бе? Абе, драги археолого, тој. Ако ти смета со Милка, ако имаш проблеми, нека дојди кај мене малку. Абе, каква Милка, бе? Абе, дојде не со намера да... Да те убие. И да ме убие. И? На времето, се сеќаваш, имаш една афера со... На јагнето кога го градив мрт стариот, не бере свиркај си застарено, то не никој не... Абе, какво, јагне, бе, да се јагно са шити, бе. Абе, со тоа лилето едно убо. Како иконче. Така. И остана трудна. Меракливче си беше чупето многу. Ама сега друга е белава. Ова и бил дечко, Копачов, овај, археолого. И се сакале, а дека се сакаат, брате, ама... Сега си почнал да копа, и тебе те ископа, а? Така, некако. Многу незгодна работа. Незгодна и готов сум јас. И кај е сега тој? Па кај Милка дома. Ти нормален си, бе? Аби се оставало дома со Милка сам?
Што да правам со тебе? Не, еден ден ќе те оставам сам и крши глава што сакаш прави. Абе, не викај и ти по мене, бе. Чекай. Ни треба стратегија. Леле ќе ме умри тоа вечер. Абе, каква стратегија? Ќе ја средиме работата на Абе, готов сум, бе, не помага. Немаш, гајле, готов си, да не речам преку шо си. Абе, не прави. Абе, не бијај сега. Јас... Ќе ја средиме работата. Ама не можам да... И со Милчето и со... Абе, го обрав бостанот каква Милка. Еј! Еве го? Ти не најде, а? Убаво. Ние за волкот. Во моево костумче, многу убав. Баравте, гледај. Си го најдовме кај нас викаме, си го најдовме. А така. Убаво си шетав по улиците како пес. Така е. Красно. Ме фативте. Така. Ми ја тргнавте периката. Добро. Сега тоа е минато. Да ви кажам право, вака прекрасно се чувствувам, а и сигурно меѓу дупенци. Не, дупенец и тој бре, и тој дупенец. Ајде, дојди некој ден кај мене да поседиме, а?Увајни. Ќе те запознам и со жена ми, многу убаво готвие. Со Ането? Со Мисо Дупенски? Ништо не заборавам. Знаеме одлично, само не знам дали ќе ме познае. Да, не знам дали ќе ме... Слушај, памти и таа. Сега за сега кај Батеживка ми е прекрасно. А и со Милка ни одат муабетите, навистина една светска жена. Комплетна личност. Да, комплетна. Ама чекај. Знаеш, ние со Бате Бошко размислувавме малку да те пикниме во бизнисов, да вртиш нешто, некоја работа. Некој динарче да фатиш. Да ти купиме едно станче да се прибериш, да не шеташ вака како улајка. Ами како? Мислите дека ми требаат пари, а? Не. Пари имам и отпојке отколку што мислите. На здравје, Бате Боле. 20 години во Америка, 20 години? 20 години. Ами ако е така, ќе те пикниме ние во бизнисот како партнер. Не, благодарам. Со дупенци партнер. Не, ќе се посветам на археологијата. Копач. Да. Копајнето му е специјалитет. Да. Копај. Ами зошто живееше ко пустоgoјдо до сега? Па види вака. Се договоривме со Милка вечерва да излеземе во некој фин ресторан. Да, се надевам дека ќе дојде и Ана твоја. Ана, ако е за муцање, прва е таа. Да. Ама се договориле со Милка се. Абе како можела без мене да ме праша да се договараат, бе? Какво излегување? Господине Живко, како да ти кажам, слушајте. Или е глупаво да стоиме овде и да расправаме де за ова, де за она. Знаеш, јас имам еден предлог. Онде подолу има една биртија. Така. Ајде маниме по една ракија и едно салатче да се... Ајде да пиеме по една жолта. Ајде да пиеме. Ајде, бате. Ајде, па ќе го средиме. Просто неверојатно. Значи, типично американска приказна. И плюс тоа археолог, а постдипломски завршил во Мичиген. Работел на некои познати локалитети. И долнодупенец. Да. Неверојатно. Античката историја ја познава фантастично. А како раскажува, бе, како да гледаш филм, што знам една така комплетна личност. И многу ја сака Македонија, а родниот крај. И значи има и многу пари. Верувам дека има. Драге, ние за... А ти... А што тука? Сакав да видам каде работиш. Ова е колегата Страчковски. Мило ми е, драги. Мило ми е. Не сте во операционата сала? А сега опериравме на слепо. Мислам, сега извадивме слепо црево. Се надевам успешно. Да влеземе во мојот кабинет, а? Да влеземе. Колега Страчковски, ќе се видиме подоцна. Синоќа вечерата беше прекрасна. Не памтам од кога не сум јадела морски специјалитети. И јас ги приготувам само кога имам инспирација. Готвењето за мене е уметност. Баба ми беше вистински мајстор за специјалитети од риби. Преспански,
Замисли, чорба од икри од краб. Денов ми беше депресивен. Убаво што дојде. Ти? Да. Ова е мојата постара ќерка. Мило ми е, чичко драги. Благица. Е седнете? Не сум за седење. Предпоставувам дека си имате некој муавет. Не, знаете, ние само... Добро. Ке се видиме. Довидување. Довидување. Не е точно. Бабо, се што ти кажа, ти излаже. Не знам што е во последно време, многу лаже. Лаже, суши. Измислува некои приказни. Божем јас, вака, нака, воа, ноа, а не е точно. Не е точно. Бабо, да ти се заколнам во детето? Панички, ме молам, застан. Си прави таа некои филмови во главата. Синоќа плачев. Ти се колам дека не ја познавам таа Сонја. Работела таму касиерка во супермаркетот. Од кај да ја знам? Ајде, одиме да ја прашаме. Да? Се извинувам. Повелете. Јас сум зетот на вашата колешка. На Милка? Милка. Прекрасно. Прекрасно, драго ми е. Доктор Страчковски, повелете, седнете. Блаже, Смеркаровски. Седнете. Ви треба Милка. Замината. Мислам, ако е нешто итно, тука сум. Ујдурма, докторе, ујдурма. Молам? Многу ми е тешка работата. Вие сте блиски со баба. Како мислите блиски? Сега како блиски? Интимни. Како се осмелувате, ви се молам? Не измислив јас таа блискост. Дедо Живко ја откри работата. И сега разработува стратегија. Добро го знам. Добро го познавам. Знам какви глупости може да направи. Не се контролира тој. Мене 2 пати ми има накултирано. За ништо. Бам, бам. Ве се колна. Нема ништо помеѓу мене и колешката. Ние сме колеги, пријатели, муабетот добро ни оди. Мислам, ме разбирате, нели? Јас те разбирам, ама дедо ми треба да те разбере, а тој е неразбран. Тешко, докторе, тешко, многу тешко ќе те разбере. Еве јас, цел живот сум неразбран. Ве молам некако да ги разјасниме овие работи, јас имам семејство. Па јас имам, ама се распаѓа. И ако дознае мојата сопруга? Каква сопруга? Моја да дозна. Што? Добро, сега не е важно, туку да се договориме. И јас да излезам од калта, и вие. За каква кал зборувате? Ве мислев за поинтелигентен. Гледа на какви луѓе им даваат нож брака. Видете, ништо не ве разбирам. Многу едноставно, докторе. Вам ви треба мојата помош, мене вашата. Просто како граф. И? Мене ми избрка од дома, а вас допрва ќе ве бркаат. Ако останеш жив, нели? Господине Блаше, разговорот е завршен. Сигурен сте? 100%. Тој е. Кој? Дедо Живко. Докторе го обработен сега.